И денес активните пожари дивеат на територијата на Македонија. Овој пат на Дирекцијата за заштита и спасување и специјализираната воздухопловна единица при Дирекцијата за заштита и спасување им излегува во поддршка Министерството за одбрана и армијата со цел делување и справување со огнената стихија во Крушево. Дирекцијата за заштита и спасување уште еднаш испраќа апел за совесно однесување на населението и придржување кон забраната за движење во шуми и шумски подрачја со цел спречување на пожари во нив, како и активно вклучување на сите институции како на локално, така и на централно ниво во заштита на шумите и природните ресурси на нашата земја. За непочитување на оваа забрана на физички лица кои се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шумите, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противредност. Во текот на вчерашниот ден, 12 литови и 30 тони вода биле изфрлени во местото Орашец во општина Чашка, местото Рамно во општина Македонски Брод и во Струмичко Ново село. Во саботата со авиони се гаснеше пожарот кај Љубутенски Бачила во Скопско. Нови опожарувања имаше кај Небрегово. Во општина Гостивар беше појавен пожар кај селото Ѓурѓевиште, додека шумски пожар имаше и кај манастирот Света Богородица кај Матка. Во Беровскиот регион изгоре дабова и букова шума и нискостеблести растенија, додека во пожар во село Полчиште Прилепско била опожарена нискостеблеста вегетација, густа трева и околу 20 хектари борова шума. Штетите од пожарите дополнително ќе се утврдуваат.